Добро вечер. Во ова издание за соговорник го имаме Христијан Мицкоски, што ќе биде негово прво интервју како премиер во 360 степени. Премиере, добре дојдовте. Добро најдов, благодарам на поканата и можност. Се обидував да се сетам, последен пат во 360 бевте пред парламентарните и вториот круг на председателските избори. Мисламе кога тогаш прогнозиравте 59 пратеника, освоивте 58, се покажа дека вашата прогноза била точна. Сега 58 пратеника ви донесоа голема победа, шанса да формирате влада, ја формиравте, а со тоа и голема одговорност, се разбира. Вечерва сакам да разговараме за повеќе актуелни теми. Би почнал со случувањата на онкологија, се работи за животи на луѓе, на тешко болни пациенти. Повторно нема терапија за дел од тие луѓе. Моето прво прашање до вас би било зошто како власт не сакате да преземете одговорност за таа ситуација? Па, видете, зависи во која смисла го дефинираме проблемот и зависи за каков тип на одговорност зборуваме. Може еве да ви помогнам да речеме. Вие сте веќе 8 месец на власт. Имате министер за здравство, имате директор на Фондот за здравствено осигурување, имате директор на клиниката за онкологија и во таа смисла ги имате сите полуги, сите инструменти на власта да не дозволувате тие луѓе да остануваат без лекови. Еве, јас ќе дадам одговор на ова прашање ваше и на ова појаснување. Има во државата закони кои што мора да се почитуваат и процедури кои што мора да бидат запазени. Јас апсолутно се сложувам со вас дека секој осигуреник мора да добие правилна медицинска нега. Како опозиција, често пати зборувавме за случајот онкологија и за сето тоа што таму се случувало, како вијалите биле аплицирани, дали тие вијали воопшто, односно лекови, дали тие биле воопшто третирани на начин на кој што треба да бидат третирани, како сето тоа било злоупотребувано. Знаете, имаше анкетна комисија во рамките на парламентот, тогаш пратеникот Рашела Мизрахи излезе со еден извештај. Според некои информации кои што јас ги имам, дел од тие наводи веќе ги третира обвинителството, така што да почекаме резултатот од сето тоа кој што во минатото го зборувавме, каков ќе биде. Сега зошто сега доаѓаме до денес. Зошто јас ве прашувам зошто не сте подготвени како власт да преземете одговорност? Затоа што деновиве од ваша страна одговорите се цело време со навраќање на тоа што се случувало во мандатот на претходната влада. Не, ние мора ова да го констатираме, бидејќи тој проблем сега го решаваме. Нас најлесно ќе не беше да продолжиме по принципот како до сега. Односно, една омилена веледрогерија на претходната влада, да ја негуваме и да ја третираме како што тоа го правеше претходната влада, да добиваме лекарства на реверс, кои што 3-4 пати повеќе ќе ги плаќаме, без соодветна тендерска процедура, па сето тоа потоа да се враќа, да се надградува, додава и така натаму, или да спроведеме нормална законска тендерска процедура во која што снабдувачите на ваков тип на лекови ќе обезбедат за пациентите. И тоа го правиме и оваа недела. За динамиката, кога се распишува набавката, да се земат во предвид сите рокови, па и за жалби, за тоа да стигне на време за пациентите, секако одговара директорот на клиниката, предпоставувам делумно и Фондот за здравствено осигурување. И тоа е направено соодветно како што се законските процедури, веднаш по вчитувањето на буџетот и веднаш по распределбата во рамките на институциите здравствени, сите овие процедури се запазени во текот на оваа недела. Сето тоа ќе биде решено, надминато и за прв пат нема повеќе да имаме реверси, нема повеќе да има злоупотреби, нема повеќе да го има принципот земи од ова или до на апотека, таму сум јас, таму е тој, така натаму и така натаму. Ова е јавно достапен документ од 11 декември оваа година, договор меѓу клиниката за онкологија и Пановски. Вреден е 2,3 милиони евра. 2,3 милиони евра. И тоа е токму за лекови за биолошка терапија, такви какви што наводно сега нема, дел од нив, нели, ги нема на клиниката за онкологија. И сега, кога зборувате за омилена веледрогерија, Пановски, ја слушавме денови од партиската говорница, беше посочувана, нели?
ама еви вашиот директор пак со Пановски тоа милионски договор склучил за набавка на лекови. Точно. И предпоставувам и во иднина ќе има такви договори. Зошто? Затоа што таа веледрогерија соработува со светска компанија која што е производител на дел од тие лекови кои што се аплицираат на пациентите. И природно е во иднина исто таа веледрогерија се додека соработува со таа светска компанија, сега да не го именувам, да не го кажувам името која е, инаку станува збор за една од врвните 5 компании во светот, кога ќе има јавни набавки, предпоставувам ќе се јавува и ќе добива. Но разликата е што сега повеќе нема реверсија. Разликата е што сега има контрола јасна на вијалите кои се аплицираат, каде се аплицираат, колку се аплицираат и на кои пациенти истите тие вијали се на крај аплицираат. е важно што е резултатот од тоа. На крај сега пак доаѓаме во ситуација во која што 6 лека фалат и дел од пациентите се без терапија. Не, сега ќе ви кажам како е дојдено до тоа. Еден лек кој што се аплицира, вијалите се трошат. Сличен таков продолжува да се аплицира и тоа е еден систем кој што доведува да овие 5-6 лека кои што недостасуваат, да недостасуваат. И предпоставувам, ако траел подолго тендерскиот процес или јавната набавка, можеби 10 ке недостасували. Но поентата е дека нема, ќе повторам, нема повеќе реверси, точно се знае кој лек се аплицира, на кого се аплицира, каде се аплицира и во која количина се аплицира. Нема повеќе позајмување како што беше во минатото. Ајде, еве, можеби до апсурд да ја доведам ситуацијата. Еве, она како се вели, најчовечки. Дали е подобро да се земе на реверс или да умираат луѓе? Не би се сложил со оваа логика, затоа што дилемата е сега дали е подобро да направиме 2 кривични дела, отколку да не направиме ниту едно кривично дело. Тоа е вака. Дали е подобро да направиме 2 кривични дела за да помогнеме некому, или да не направиме кривично дело, а повторно со одложено дејство да помогнеме некому. Јас сум повеќе за ова второто, затоа што кривично дело си е кривично дело и затоа ви реков и затоа морав да дадам вовет, иако вие рековте да не се навраќаме назад во минатото, ние мораме да се вратиме, затоа што ние се уште исправаме системски грешки кои што се последица на едно лошо управување и менаџирање во минатото. И како што кажав, ќе повторам, од информациите со кои што располагам, мислам дека и обвинителството го третира случајот со онкологија. Еве, ајде, кога веќе ја спомнувате таа истрага на јавното обвинителство, има информација, таа не е демантирана, дека 2 вештачења се нарачани, едно во Словенија, едно во Србија. Мислам дека 50 истории на болести се испратени во Словенија, 15 во Србија, од Србија вештачењето е пристигнато, од Словенија се чека. Ако се испратат истории на болести на овие луѓе што сега не ја примаат оваа терапија што треба да ја примаат, може ли да предпоставиме вештаците што ќе констатираат? Дали пак ќе констатира дека овие луѓе се несоодветно лечени? Не се тие вештачења дали се соодветно или несоодветно лечени, туку дали има криминал или нема криминал. Разликата е голема. Јас мислам дека е дали се соодветно лечени или не. Добро е да почекаме обвинителството да го заврши процесот. Околу одговорноста, пак велам, 8 месец сте на власт, да речеме, за УЈП, за царина, уште првиот месец, велевте собравме повеќе пари. Така, значи, ги преземате ловориките, сакам да кажам. Деновиве ве гледаме, пуштате патишта во употреба. Иако, да речеме, никој не го постави прашањето на што поставувавте асфалт, дали на трева или на трасирани патишта, нели? И сега, за тоа ги преземате ловориките, а 8 месец сте на власт, снемува лекови на онкологија и за тоа велите, вината треба да ја бараме за време на претходната власт. Добро, ако е тезата дека доброто го прифаќаме како добро и си го припишуваме себе, а лошото не го прифаќаме и не си го припишуваме, туку се обидуваме да го префрлиме на претходните, јас не би се сложил со таа теза дека тоа е начинот на кој што комуницираме во јавноста или пораките кои што јас ги испраќам. Ако, еве, конкретно бидејќи ги споменавте експресните патишта и проектите кои што ги довршивме, мислам дека треба да се кажат 2 работи кои што се многу значени. Првата работа е
Јавно јас се заблагодарив на сите оние кои што работеле во изградбата на тие патишта и реализирањето на тие проекти. Понатаму, исто така кажав дека ниту една политичка партија нема право ова да си го припишува себе си, бидејќи ова се практично проекти на и за граѓаните и тие ќе ги плаќаат овие проекти, вклучително и ние како граѓани на оваа земја. И трето, кој што мислам дека исто така треба да се напомене во целиот овој склоп, е дека ние не водиме и нема да водиме политика како што тоа го правеше претходната влада или можеби некои други претходни влади, кои што велеа се што е почнато од нашите претходници, без разлика дали е добро, ние ќе го прекинеме и ќе почнеме нешто ново. Ние велевме не, ќе го продолжиме и ќе го завршиме. Или ако е лошо, ќе го ставиме под тепих и ќе бараме да ја префрлиме одговорноста. Нашиот пристап е сосема поинаков. Ние велиме се што е почнато, ќе го продолжиме и завршиме, како што впрочем тоа беше случајот со овие 3 проекти кои што ги затворивме, а се што е лошо, ќе го решаваме. Не бегаме од предизвици и такви предизвици навистина Васко решивме многу изминативе 7 цели месеци, еве веќе 8 месец како што сме влада. И така и ќе продолжиме. Да ја заокружиме темата околу онкологија, може ли да им ветите на пациентите, бидејќи се тие најзаинтересираните, најзасегнатите, дека вакви ситуации нема да има? Апсолутно, и оваа ситуација уште оваа недела ќе биде завршена и надмината. Ќе се повторуваат вакви ситуации? Не, апсолутно нема да се повторуваат, бидејќи сега влегуваме во еден процес во кој што ќе си има ред, нема повеќе да има како што беше до сега, со реверси, со позајмувања, со надплатувања и така натаму, и што оваа недела во рекордно брзо време, и јас навистина за ова му честитам и на директорот на фондот и на министерот што успеа да најдат заеднички јазик со компаниите кои што се производители на нови лекарства и во рекордно време, би рекол историски, сето тоа се надмина, инаку во здравството ние изминатиот период имавме многу предизвици и ќе има предизвици, бидејќи навистина проблемите се огромни, наталожени, би рекол децениски, и ќе ги решаваме. Ќе ве потсетам дека во здравството за само неколку месеци мандатот до оваа влада ја проширивме листата на лекови кои што одат на товар на фондот, или позната како позитивната листа која што ја користат граѓаните, и исто така ќе продолжиме да ја надградуваме истата. Знаете дека дел од клиниките полека но сигурно се реновираат, се фатисме во костец за решавање на проблемите со проекти кои што се оставени од едно време, како што е клиничката болница Штип, болницата во Кичево и така натаму и така натаму. Зошто веќе кога ги спомнувате тие, зошто не се спомнува никаде изградба на нов клинички центар? Не е точно дека не се споменува, јас сум го кажал дека тоа ќе го направиме, но за да дојдеме до нов клинички центар, најпрво треба да ги завршиме сите овие проекти кои што се почнати. Ние не можеме куќата да ја градиме од кров. Ние мораме прво темелите да ги поставиме. Ма тоа не ли е основата на целиот наш јавен здравствен систем? Не е, затоа што е како да кажам, голем конзумент на средства. И вие не можете, мора да определите приоритети кога менаџирате со јавните средства. Вие не можете да ги градите и Бехтел, Јенка и автопатите и во исто време Бехтел, Јенка е друга приказна. Еве да речеме во средствата во здравството, во тие приоритети на капитални инвестиции. Прво дајте да видиме, ако ние одиме на проектот голем клинички центар, тогаш треба да видиме дали клиничката болница во Штип ќе можеме да ја завршиме, дали исто така клиничките болници Битола и Тетово ќе треба да ги реновираме, конечно да ја завршиме болницата во Кичево, така што мораме да ги дефинираме приоритетите. Еве ние сме одлучиле овие приоритети да ги завршиме прво, паралелно да го развиваме проектот и кога се тоа ќе биде заокружено, тогаш да започнеме и со новиот клинички центар. Добро. Околу посетата на САД. Зошто толку помпезно ја најавувавте и ја представивте, кога на крај таа се сведе на присуство на неколку придружни настани и на средби со луѓе со кои што реално и претходно сте се виделе, со некои дури и по повеќе пати? Па јас немам впечаток дека нешто премногу помпезно беше сето тоа најавувано. Инаку јас би оставил еве на јавноста да суди. Врз основа на тоа
што јас таму го направив, со кој се видов, кој што го виде јавноста, со дел од луѓето со кои што се видов во деновите, неделите и месеците кои што следат, јавноста ќе биде сведок, бидејќи допрво следат одредени именувања. Околу помпезноста, еве да ви го цитирам Бране Петрушевски, пратеник од вашата партија, од пресконференција од седиштето од 23 јануари, вели: председателот Мицковски во САД оствари државен успех. Тој е прв премиер на државата кој присуствувал на инаугурација на американски председател, а воедно и единствен политичар од Балканот. Ова има една помпа. Па, еве, ако е според вашиот вкус помпа, во ред, еве ќе се сложам. Јас повеќе тоа би го нарекол како констатација, бидејќи факт е дека до сега претходен премиер на Македонија не бил дел од инаугуративниот процес на американски председател. Прашање дали воопшто некогаш имало странски гости, нели? Мислам дека овој пат инаугурацијата тоа е на малку друга поинаков тема, начин можеме се и за тоа да случуваше, дискутираме, но факт е дека не бил. Да. Околу овој вториот дел, да речеме, единствен политичар, го таму... видов Кирил Петков, еве да речеме, од СОС на Бугарија, го видов во истата сала во која бевте и ви. Не. Различно, прво различно е нивото и различно е присуството кое што вие го кажувате, а предпоставувам пратеникот Петрушевски мисли на политичар кој што е актуелен политичар во рамките на владите или пак председател на држава. Предпоставувам на тоа се мисли. Премиерот тогаш зошто како еве единствен од регионот, ако не политичар, тогаш премиер, не бевте во ротондата во Капитол Хил? Само предпоставам ќе ми оставите сега без да ме прекинувате како што од почетоков на интервјуто се случува, да објаснам. Иако мислам дека имаме сосема коректен и динамичен разговор, моите упаѓања се во функција на тоа разговорот да биде динамичен. Вие водите, јас следам. Да. Но за ова би замолил ако може малку повеќе простор да ми оставите за да можам да објаснам и на јавноста, бидејќи нели еве зборуваме за определена помпа, за која што јас не се сложувам. Мислам дека како политичари треба да ја информираме јавноста за нашите активности. Како дојде најпрвин до самото мое присуство таму, во право сте дека во минатото најчесто на инаугурацијата на председателот на Соединетите американски држави се канат дипломатските представници на земјите во Соединетите американски држави на ниво на први секретари, на заменици амбасадори и амбасадори. Немало пракса до сега да бидат канети високи државни представници, премиери или председатели на држава. Факт е дека инаугурацијата ја организира комитет составен од конгресмени, а со комитетот председава исто така конгресмен кој што ги упатува, односно ги кани високите гости. Во овој случај беше предвидена VIP зона пред местото каде што секој почеток на мандат на американски председател се дава заклетва и се следи целата таа церемонија. Од прилика, според моите информации, таму требаше да има 2000 гости од Соединетите американски држави, меѓу нив конгресмени, сенатори, соработници од администрацијата на председателот Трамп, но и негови гости, лични, така беа квалификувани, меѓу кои што требаше да бидеме и ние. Поради временските прилики, практично ние пристигнавме во Соединетите американски држави, еве во хотелот во кој што јас бев сместен, беше сместен, да речеме, председателот на една јужноамериканска држава, кој што патем речено не е оној хотел кој што поединци го кажа во јавноста, е многу поскромен хотел и далеку од таа цена дека сме плаќале ноќевање кој што беше од поединци кажано во јавноста. Практично ние слетуваме во саботата и во саботата се менува целокупниот план од настанот поради временските прилики, бидејќи беше најавена во понеделникот температура од минус 13 степени, а во суштина вистинското чувство беше околу минус 20, и во рамките на сето тоа се подели настанот, како што вие велите во Конгресот, ротондата, и втор дел во салата на Вашингтон Визардс, каде што имаше два дела. Едниот дел е оној каде што беа поддржувачите на Републиканската партија и председателот Трамп, и вториот дел беше оној дел, условно понашки кажано, ложа, иначе таму е тој апартмански дел, каде што VIP гостите, односно гостите кои што требаше да бидат во ние 2000 луѓе,
кои што добија покана, бидејќи не сите 2000 добија покана, присуствуваа за време на инаугурацијата. Сега моето прашање беше зошто не бевте меѓу овие што беа во ротондата, во Капитол Хил, каде што практично се случи заклетвата на председател Таму Трамп. беа 530 луѓе, бидејќи толкав е капацитетот, тие 2000 немаше простор да бидат таму беа 530 луѓе, таму беа сенатори, конгресмени, луѓе кои што се најблиски соработници на председателот Трамп, неговото семејство и дел од влијателни личности во Соединетите Американски држави. Таму ги видовме луѓето кои што го водат Yahoo, Facebook и така натаму. Ограничен беше бројот. Организаторот оценил дека можеби моето место не е во ротондата, дека моето место е во апартманскиот дел заедно со председателот на републиканската партија на Соединетите Американски држави. Не беа само американци во ротондата, имаше... Јас ве замолив ако може да ме ставите за да довршам мислата. Организаторот констатирал дека не ми е мене можеби таму местото, туку мене ми е местото во оној свит заедно со председателот на републиканската партија, во истото место, заедно бевме со министерот за надворешни работи и надворешна трговија, заедно со двајцата сина на председателот на републиканската партија, кој за македонските гледачи кои ќе гледат оваа емисија, сакам да појаснам дека во хиерархијата во моментот е втор човек по влијание, веднаш после председателот Трамп, и тука беше уште еден господин, кој што е еден од најголемите донатори на републиканската партија, инаку милиардер, доаѓа од Шарлот, кој што е косопственик на кошаркарскиот клуб Шарлот Хорнец, и таму ја следевме ние заедно со председателот на републиканската партија оваа свеченост, кој кога најави доаѓање председателот Трамп, се симна доле и застана во кругот на тие 50 луѓе, во кои што беше и семејството на председателот Трамп, и претпоставувам тоа треба навистина да представува за мене голема чест, бидејќи во тие апартмани не се најдоа сите оние 2000 луѓе кои што требаше да бидат во VIP делот. Може сега прашање? Да, поведете. Ова е фотографија од ротондата од Капитол Хил. Да. На фотографијата се италијанската премиерка, аргентинскиот председател и кинескиот подпредседател. Да. Според информациите во ротондата биле уште и председателот на Еквадор и министрите за надворешни работи на Австралија, на Јапонија и на Индија. Значи 7 држави набројав. Добро. Сега сакам да кажам да делумно точно е дека настанот во ротондата беше за сенатори, конгресмени, семејството, влијателни личности од Америка, затоа што еве има и представници на други држави присутни таму. Зошто вие не сте меѓу тие? Членка на НАТО сме. Еве пак ќе кажам, имаше една помпа во најавата дека одите на инаугурацијата на председателот Трамп. Нели беше логично, еве, како единствен од регионот, да бидете во ротондата? Добро, јас фаќам вашата теза, зашто не сум во друштвото на Џорџа Мелони, председателот на Аргентина, подпредседателот на Кина, Еквадор, ви реков. Еквадор и така натаму. Министри, ако одиме по... Аз сум во друштвото на председателот на Републиканската партија, кој што во моментот, во хиерархијата, во Соединетите Американски држави е втор по влијание. Во ред прифаќам оваа критика, не е критика, ваша сега, или заклучок, но тоа е, предпоставувам, одлука на организаторот. Јас тука не можам да судам дали таа била правилна одлука или не е, но факт е исто така дека доколку беше надвор пред Капитол Хил инаугурацијата, како што требаше да биде, како што секогаш кога се прави таа инаугурација, јас ке бев во друштво на истите овие кои што вие ги споменавте, но исто така е факт дека дел од тие 2000 луѓе кои што требаше да бидат на инаугурацијата пред Капитол Хил не беа нити во ротондата, не беа нити пак во апартманите. За мене представува чест што овој процес го следев заедно со председателот на Републиканската партија, кој што патем речено ме покани следната моја посета, која што и како државник, но и како председател на партија ќе се случи во Соединетите Американски држави, да заедно имаме состанок, што за мене за една, би рекол, малубројна држава како нашата, па и би рекол и географски и геостратешки, ќе има можност да оствари таква комуникација. И да, еве, јас се согласувам со вас, ако е тој мојот најголем греф и кој тоа е одговорност, зошто не бев со подпредседателот на Кина и со Џорџа Мелони, а бев со председателот на Републиканската партија, го прифаќам и не знам што друго да кажам. Треба ли да заклучиме дека имаше поканети и поканети?
повторно ќе кажам, ако е тезата дека јас бев во овие поканети, а не поканети, тогаш да, ја прифаќам таа теза и ви благодарам на забелешка. Малку околу тоа кој беше таму, да речем, особено од странства и од Европа, еве добро Ѓорџа Мелонија ја видовме на фотографија. Информациите беа дека меѓу присутните значаен дел од политичари се крајни десничари и популисти. Да речеме, Фараш од Британија, еден од лидерите на АФД, на Алтернатива за Германија, исто така беше во салата во која што бевте и вие присутен. Понатаму еден од крајно десничарските лидери од Франција и сега да не ги редам сите. Како ќе коментирате таа околност, да речеме? Еве, вие идеолошки не сте крајна десница. Влегуваме во една друга дискусија. Еве да речеме, јас не би го квалификувал подпредседателот на Кина дека е крајен десничар. Ниту пак представникот на Австралија и Еквадор би ги квалификувал како крајни десничари. Мислам дека не се крајни десничари, ако веќе одиме така. Од Европа беа главно крајна десница. Сега, ајде тука да анализираме. Не знам дали се сеќавате на оваа информација, но АФД и партијата на Ѓорџа Мелони беа во исто европско семејство, но тоа семејство ја исфрли партијата АФД и таа веќе не е дел во истото европско семејство како што е партијата на Ѓорџа Мелони. Мислам дека е ИД, односно Identity and Democracy. Така да они имаат сосема различен концепт на крајно десничарење, ева ајде така тоа да го наречем. Но ако е тезата дека таму имаше луѓе кои што има претежно, би рекол, суверенистички политики, тогаш можам да се сложам со вас, да, повеќе патриотски, повеќе суверенистички политики, отколку глобалистички и либерални политики. Можеби, ако е таа поларизацијата на која што треба да ги дефинирам работите, тоаш да, можеби би се согласил. И вие би се идентификувале со тие луѓе? Па да, јас повеќе би се идентификувал со конзервативни, суверенистички, патриотски политики, отколку со глобалистички либерални политики. Еве и леви политики. Да, има една контрадикција, да речеме. Мислам леви во не леви во погрешна смисла на зборот, туку лево од центарот. Трамп еве ги поканил овие политичари, што би требало да значи дека тие се некакви негови политички пријатели. Од друга страна, речиси сите тие, сега зборувам главно за овие од Европа. Инаку еве ексклузивно за вашата емисија ќе кажам, таму имав можности заедно на вечер да бидам со Најџел Фараш, да речем. Речиси сите тие луѓе покажуваат симпатија и наклонетост кон Путин, што не би требало да бидат ставови и позиции на председателот Трамп. Сега за неговите ставови и позиции зборуваме. Како да има една контрадикција. Мислите, Ѓорџа Мелони има симпатија кон Путин? АФД имаат. Па не би рекол. Сега, ајде да се концентрираме. Сега зборуваме за овие во ротондата или овие во салата што беа со мене? Јас зборувам за овие од Европа, крајна десница. Крајна десница, добро. Тоа се нивна политика. Нашиот став, поврзан со политиките на председателот Путин е јасен, сме го кажале тоа во многу наврати и мислам дека исто и Ѓорџа Мелони, незиниот став е исто така јасно кажан, соопштен во однос на политиките на Путин. Што бара вице-премиерот Изет Меджити и министерот Таравари? Па дури и заменик министерката Викторија Трајков во Америка? Делот нив беа во делегацијата која што јас ја предводев, а за деталите предпоставам ќе имате можност да ги поканите на емисија и тие ќе зборуваат сега. Јас зборувам Меджити и Таравари, да речеме, ни на една средба не ги видовме заедно со вас. Па Викторија Трајков имаше средби, да, кои што во периодот што следи ќе ги видите. Да. Треба ли да го поставиме прашањето за нерационално трошење јавни пари, бидејќи малку заличе како на туристичко патување за дел од тие луѓе таму? За Меджити, за Таравари, па дури и за Викторија Трајков, да речем. Што бараше во кој дел нерационално трошење? Па купени се авионски карти, таму е платено за хотели, претпоставам сето тоа е со јавни пари плаќано. Дали представува нерационално трошење? Не зборувам за вас при тоа, внимавајте. И за министер за надворешни работи. Таму оди делегација на премиер. Сигурно вие не мислите
дека јас ќе го ставам ранчето од дома, ќе го наполнам со лична гардероба и ќе се качам на првиот авион и ќе отидам во посета како премиер. Претпоставувам дека тоа не би било сериозно. Логично е кога претседател на влада оди да се труди да понесе со себе делегација во најскромен облик и обем, и тоа и го направивме ние. А инаку Јавно не беше оправдано присуството на Меджити, Таравари и на Викторија Трајков. Затоа велам кога ќе разговарате со вие Меджити и сте со шеф на Таравари, делегацијата, премиер. ќе ви видете, вие ме прашувате дали е рационално трошењето на пари. Јас ви велам дека делегацијата беше најскромно што е можна. И ако ги споредите со делегации во минатото, навистина е најскромно што е можно. Квалитетот на средбите е највисок споредено со било кога. Зборам ако се земе предвид карактерот на посетите, содржината, но и луѓето со кои што имав средби, и тоа се покажува и докажува не само за време на посетата, туку и периодот потоа. Ќе биде нереално да очекувам конкретен одговор ако ве прашам колку чинеше целата посета, но ќе ве прашам дали ќе одговорите на барањата за слободен пристап, за тоа колку пари се потрошени за оваа посета. Немам јас никаков проблем. Јас не ја знам сумата која што е. Не. Но реков дека веројатно е нереално. Очекувавте, ќе повторам, да го облечам ранчето, да се качам на првиот авион и да појдам во за Соединетите вас и за министерот за надворешни работи, мислам дека никој нема забелешки. Прашањата се однесуваа на Изет Меджити, на Арвен Таравари и на Викторија Трајков. Да повторно да дам одговор? Не. Ако ми дозволите. Не. Слободно. Не. Еве ќе молчам. Не, слободно. Дадов одговор во неколку наврати. Слободно побарете, ќе ви биде дадено. Има ли нешто конкретно да издвоите од содржината на средбите што ги имавте во Вашингтон? Па јас го кажав тоа и ќе го повторам дека практично во Вашингтон ние зборувавме за значајноста на Македонија како држава во регионот. Зборувавме за нашите амбиции во иднина како влада, за нашите проекти, зборувавме за продлабочување на билатералната соработка со Соединетите Американски држави, можноста за инвестирање кај нас, нивно инвестирање, се разбира евроинтегративниот пат, нашата амбиција да бидеме дел од европското семејство, предизвиците со кои што сме се соочувале, со кои што се соочуваме, така што мислам дека немаме втора шанса за прв печаток, а најдобро е да имате прв печаток кога една администрација започнува со својот мандат. Ама вие со тие луѓе се видовте веќе? И после, но со дел од тие луѓе... Околу првиот печаток, сакам да кажам. Да, но не кога се сега веќе дел од администрацијата на претседателот Трамп. Јас се сеќавам и прв пат кога беа овдека, исто така бев напаѓан, што бара Хауар Лутник, што бара Девин Нунјес, што бара овој, што бара тој, кога тие излегува главните луѓе кои што се практично во периметарот на претседателот Трамп. Сега зошто се гледаме, како се гледаме и така натаму. Јас запрашав дали нешто конкретно може да издвоите, тоа беше моето прашање. Создадовме навистина силни врски, пријателства кои што верувате дека се многу значени за еднината на државата. Сакам да ве прашам за некои од првите одлуки на Трамп низ призмата на македонските интереси. Да речеме најавата дека на ЕУ ќе воведува нови царини. Ако огромен дел од извозот на земјава оди во Германија и се погледне неговата структура, исто така ако се видат бројките, не знам, Германија колку извезува во САД и таа структура на извоз некако има големо совпаѓање. Сега ние зашто навиваме, да речем? Во смисол, дали навиваме за подобра германска економија? Дали навиваме за воведување царини од САД за Германија? Видете, каква е политиката царинска, даночна на Соединетите Американски држави кон партнерите, тоа се нивна работа, тоа не е наша работа. Наша работа е да отвориме што е можно повеќе фабрики, наша работа е да вработиме што е можно повеќе луѓе, тие да добиваат добри плати и да живеат пристојно. И ние како влада тоа го правиме. Дали може да има последица таа одлука на Трамп за Македонија? За Македонија не може да има последица, бидејќи ние сме практично ни илјадитина од тоа кое што представува трговска размена на Европската унија со Соединетите Американски држави, но ќе ве потсетам, таква политика тој најави со својот северен сосед Канада. Таква политика тој најави со својот јужен сосед Мексико.
Тоа е, предпоставувам, политика на Соединените Американски држави, предпоставувам тие имаат таква стратегија и јас не би можел сето тоа да го коментирам. Но кроз призмата на македонските интереси можам да ги коментирам нашите амбиции за што поголемо инвестицијско портфолио на Соединените Американски држави тука, кај нас, дома, и што повеќе фабрики кои што ќе произведуваат за можно ли е тоа, Германија. остварливо ли е? Апропо повторно, уште една изјава на Трамп. Одлично. Дојдете и произведувајте во Америка. Одлично, ние ќе произведуваме тука и ќе извезуваме во име на Германија во Америка. Без токава голема царинска стапка, како што тој најави за Европската унија, бидејќи ние не сме во Европската унија, еве шанса. Еве шанса како да помогнеме на германската економија да биде подобра. Повеќе фабрики тука, повеќе добро платени работни места, па ќе извезуваме како производ од Македонија. Да, вие зборувате за американски инвестиции во Македонија. Не, Јас јас зборувам за германски инвестиции во Македонија, кои што како македонски производ, без големена царина, ќе бидат извезувани во Соединените Американски држави. Да, ама ако тие потоа треба да се вградат во продукти кои што треба да се извезуваат на САД, не може тоа да не влијае на нашата економија. Затоа велам, еве можност. Зашто ние од секој ваков предизвик да не извлечеме можност? Еве можност. Бидејќи, ако се воведат такви царини кон Европската унија, а не кон нас, ајде да видиме. Можда ние сме можноста, можда ние сме тој прозорец кон... Сега не се разбираме или намерно не ме разбирате? Не ме разбирам. Вие можда поинаку ме разбирате. Добро. Екипата на Трамп вела дека е изразето анти-ЕУ настроено. Сега, како очекувате од еден таков тим да не помага добив таков печаток на Македонија во евроинтеграциите? Не добив таков печаток. Добро. Не добив таков печаток. Разговаравте за конкретна поддршка? Апсолутно, па токму тоа го кажувам, дека очекуваме конкретна поддршка со вистински политички потези, па да видиме. Сега ние, видете, ако не пробаме, нема да знаеме. Наше е да пробаме, додиме на секаде во светот, да бараме поддршка, да создаваме пријатели, да создаваме сојузници. Тоа е нашата цел. Кој од таа екипа би се вклучил во некакво леснување, можеби на релација Скопје-Софија? Па видите, сите овие луѓе со кои што се видов, се луѓе кои што се од првиот периметар на председател Трамп. И што би рекле и они самите, тие се прилично силни звуци околу председателот Трамп и добро е да се зборува за малата Македонија. Се најавува враќање на Ричард Гренел во регионот. Па може да, тоа да го потврдите? Јас бев со него на една долга средба, потоа за 2 дена потоа го видовме како во Калифорнија, во Лос Анџелес беше заедно со председател Трамп, да учествува во надминување на кризата со пожарите. Постои голема веројатност да дел од неговото портфолио биде и Балканот, но генерално тој ќе биде задолжен за надминување на кризни состојби, без разлика дали се тоа предизвикани од одредени, би рекол, временски прилики, дали се тоа од некој друг тип објективни причини, но политички исто така, но сето тоа ќе биде дел од неговото работно портфолио. Прашањето меѓу Скопје и Софија може да биде дел од неговото портфолио? Апсолутно да. Кога сме кај оваа тема евроинтеграции, што значеше вашата формулација од последната изјава дека сте подготвен да се сретнете со бугарскиот премиер Желјасков, како да прозвуче како некој друг да има нужда, потреба да се сретне, а некако вие да треба да иницирате таа средба, да речем? Не е проблем. Јас токму тоа реков и дека немам проблем и јас да иницирам и да побарам состанок. Тоа е најмал проблем да се логично е, ние сме соседи. Ние не можеме да се однесуваме како туѓинци. Логично е да иницираме таква средба, на крајот од денот да се запознаеме, колеги сме. Соработуваме, заедно сме во НАТО алијансата. Не гледам тука нешто што е нелогично. Да подсетиме, велевте, ќе чекаме политичка влада во Софија за соговорник. Ќе иницирате средба со Желјасков? Ама апсолутно ќе побарам, да, зашто не? И што ќе сакате да разговарате на таа средба? Па да видиме дали можеме да ги надминеме, би рекол, разликите околу тоа како ние го гледаме патот на Македонија до полноправно членство на Европската унија и како тие го гледат, затоа што тука е нашата разлика генерално. Затоа што ние секако за иста тема имаме различни гледишта. Да, останувате на барањето за уставни промени со одложено дејство? Апсолутно, ние имаме наша стратегија, затоа и кажав, на една иста тема ние гледаме различно.
А суштината е една, а таа е дали нас, после 2 децении, ќе ни биде дозволено да го почнеме процесот на преговори и истиот да се вреднува според постигнувања, а не билатерални спорови. Да видиме дали тука можеме да се најдеме, па потоа да бараме решение за се останат. Сакам да ве прашам околу некои кадровски решенија кои што беа на некој начин предизвикани во јавноста со дел од некакви случувања, некои околности поврзани со нив. Едното беше поврзано со именувањето на Бојан Христовски за директор на Агенцијата за национална безбедност. Вие решивте да го спасувате, да речем, Бојан Христовски и да не сакате да ги видите јавно објавените аргументи за тоа дека најмалку еден документ со кој што тој стана директор, за него постојат сериозни сомнежи дека е невалиден. Зошто? Не знам кој е тој документ. Јас знам Сертификатот за англиски јазик. Тука имаме различни ставови и различни мислења, но исто така неспорен факт е дека Бојан Христовски во моментот е носител на сертификат за безбедност кој што е од највисок вид. Не само кај нас, локално, како држава, туку зборувам и во рамките на НАТО алијансата. По проверки направени од ДАНАБ, а сертификатот инаку го издава наша институција. Не, тој сертификат го поседуваат 36 луѓе, меѓу кои сум и јас. 12 вработени во ДБКИ, односно Дирекцијата за безбедносни класифицирани информации, и луѓето кои што работат во НАТО мисијата во Брисел. И тој сертификат го поседува но тој е издаден од наша институција, од ДБКИ. Која што е институција која што работи врз основа на строгите правила и мониторинг на НАТО алијансата. Затоа што не може вработени во НАТО периметарот, кои што го поседуваат овој сертификат, издаден од истата институција, да не се мониторирани од самата НАТО структура или пак headquarters на НАТО. Така што, апсолутно, со сето ова, сите оние тези во јавноста дека тој не поседува, не исполнува услови за безбедносен сертификат или не знам што, паѓаат во вода. Беше покажано дека јазичното студио од кое што тој наводно приложил сертификат не постои. Исто така беше покажано дека таа компанија, Јулија, нема деловна активност најмалку од 2019. Патем сертификатот на водниот сертификат на Бојан Христовски носи дата од 2022 година. Понатаму, во јавноста се појави информација дека 2 директорки на јавни институции во земјава се осудени откако признале дека исто така со логото на Јулија прикажале фалсификувани сертификати за познавање на англиски јазик. Во упатство на наша државна институција, на Агенцијата за администрација, Пловдив е посочен како град каде што може да се полага TOEFL тест, но во сосема друго школо, класика, не во Јулија. Сега, вие решавате сето ова да не сакате да го видите и да не го доведете во прашање поставувањето на Бојан Христовски за директор на. Не, јас оставам овие тврдења да бидат ваши, а јас она што сакам да го видам. Тие се од само јас ги пренесувам, инаку јас не ги поседувам, тие ги поседуваат наши државни институции, суд, одлично, регистар на соседната држава. Одлично, претпоставувам дека обвинителството пријави дека ќе покрене случај, да го почекаме што ќе биде исходот од тој случај, па да носиме. А зошто за вас ова не е доволно за да побарате одговорност? Само изминативе неколку недели од како е именуван, односно би рекол неколку месеци таму каде што е, покажа ворени резултати заедно со нашите стратешки партнери во разбивање на 3 многу сериозни терористички келии во државата, кои што прашањето е зошто во минатото не биле сузбиени. Да, ако еднаш решил да, јас ќе си дозволам да кажам по цена дури и некој да води спор против мене да фалсификува еден документ, како ќе веруваме дека друг пат нема да го прави тоа? Тоа е ваш заклучок и дозволете да имаме различни мислења. Јас сепак ќе почекам да видам што ќе одлучи
она институција која што треба да одлучи. Јас како што разбрав, обвинителството е покренал случај, па да видиме што ќе каже обвинителството поврзано со тоа. Уште за еден сличен А јас случај. како председател на влада, само што ова да се дообјаснам, можам да судам врз основа на квалитетот на извршување на работните задачи кои што мислам дека се вонсерийски во момент. Добро, тоа не е поврзано со формалните услови за тоа дали некој ги исполнил да стане директор или не. Антикорупцијска се произнесе, да почекаме и обвинителството да се произнесе, па потоа да носиме суд. Се останато е впечаток. ДКСК Или би рекол рече дека фолклор. не е надлежна да каже дали е валиден или не е валиден И замислете ако сертификатот. ДКСК не е, зошто па ние би биле, јас и вие сега на овој интервју. Знаете што и други премиери во минатото одбиваа на волку очигледни ситуации да бидат со отворени очи и решаваа да ги бранат своите кадри кои што ги поставиле, на крај тоа им се враќаше. Не ради тоа им се враќаше ради други работи. Добро. Сашо Дранго, Затоа што од голтари во политика влегува и излегува милионери. го штитите и Сашо Дранго. Исто така кадар на ВМРО ДПМН е заменик директор на Македонија ПАТ. Тој се појави јавно се појави фотографија со убиена, утепана мечка. Тоа е со ловечка опрема и со пушка. Сега, дури да ја земаме неговата верзија за точна, дека тој бил таму со екип од Македонија ПАТ за мечката која што претходно настрадала во сообраќајка, да ја тргне од патот, нели треба барем за тоа да го разрешите, затоа што ја малтретира мечката. И затоа што ги малтретира луѓето од Македонија ПАТ да го сликаат со утепаната мечка. Не сум убеден во точноста на неговата верзија дека случајно нашол утепана мечка на ПАТ, но мораме да најдеме начин, односно ние мораме да ги запазиме процедурите за да дојдеме до решение. А рековме, има истрага, таа истрага ќе се заврши. Доколку, а не сум убеден, повторно ќе кажам, дека тоа што го кажува е така, дека мечката ја нашле на ПАТ и дека сето тоа така се завршило, како што вие судите. Доколку истрагата констатира и го потврди ова во што не сум убеден, се разбира дека неговиот ВД мандат нема да биде продолжен. Случај со ваше следење. Од собраниската говорница рековте дека вие членови на вашето семејство сте биле следени од една од разузнавачко-безбедносните агенции. Пред да влеземе во дебата за содржината, сакам да ве прашам како вие стигнавте до документи од Агенцијата за разузнавање? Па многу едноставно. Многу едноставно. Имавме затворена седница на владата, на која што ги задолживме лицата од Агенцијата за разузнавање да врз основа на индициите со кои што располагавме да направат истрага внатрешно, да видат дали е злоупотребуван капацитетот на Агенцијата за разузнавање или не. Дали сте сигурен дека сега ова што го зборувате е во духот на нашиот уставно правен систем? Во која смисла? Агенцијата за разузнавање е под ингеренција на шефот на државата. Апсолутно. Вие сте председател на владата. Точно, и ние имаме ингеренција врз Агенцијата за разузнавање. Логично е да побараме. Вие сте корисник на дел од информациите, на тие што тие ќе решат да ви ги достават. Точно. И но директорот и заменикот ги именува шефот на државата. Точно, но ние врз основа на тие информации можеме да побараме дополнување, појаснување и дојаснување. Сметате дека немате прекршување на закон во тој дел? Апсолутно. Со тоа што вие како влада сте побарали од Агенцијата за разузнавање тој тип на информации? Апсолутно. Само одиме чекор сега понатаму. Јас во ниту еден момент не споменувам дека станува збор за Агенција за разузнавање. Добро, јас кажав и вие потврдивте. Не, јас не ви кажав дека извор на овие информации Агенцијата за разузнавање. Јас ви кажувам дека една од државните агенции кои што се занимаваат со оваа проблематика, ова го документира. Јас знам што ве прашав, знам и што одговорите. Не реков јас дека моите информации се од Агенцијата за разузнавање, но вие ме прашавте за Агенцијата за разузнавање, јас ви кажав дека Агенцијата за разузнавање, односно лицата од Агенцијата за разузнавање ги поканивме на затворена владина седница и тие ги задолживме, а имаме право на тоа, врз основа на индициите со кои што располагаме, да направат внатрешна истрага. А од која агенција се овие информации кои што јас ги споделив со јавноста, тоа оставам обвинителството, кое што самото рече дека допрело глас, да ме повика, да дадам исказ и така натаму, па да направи
да направи истрага. Сега, дали станува збор за оперативна ваша обработка и на членови на вашето семејство, или станува збор за белешки произведени врз основа на информации доставени од информатори, какви што ги имаат, нели, несомнено тајните служби, агенциите, одвработени во една од тие агенции, и дека практично после составувањето на тие белешки нема никакви оперативни постапки понатаму. Ако прашувате како оди тоа методолошки, врз основа на тоа кое што успеав да го видам, да, и да го слушнам, од луѓето со кои што комуницирам, а тие се вработени во агенциите кои што се занимаваат со безбедност, тогаш можам да заклучам дека станува збор за внатрешна процедура во која што се користат ресурси на овие агенции, кои што најчесто постапуваат по принципот на добиена информација, без да има материјални докази. Добро, ама и тоа е законски. Па најверојатно, ја не сум навлегол сега во детали да ги проучувам процедурите на овие институции, но тоа за мене не е во ред. Сега ќе кажам зошто. Затоа што ако јас сум финансирал и инспирирал вооружена формација, која што во тој момент представувала опасност за државниот поредок и уставот на Македонија, а тоа го констатирала една од овие агенции, тогаш логично е таа агенција да го информира Министерството за внатрешни работи. Прашањето е зошто не го информирала. Ќе го дадам и одговорот. Затоа што тој период, кога таа агенција го констатирала ова, преку информација добиена од свој извор, не го информирала министерот, бидејќи во тој период министер е техничкиот министер Наке Чулев. Затоа што не е точно. Пак ќе ве прашам, дали... Затоа што ќе се констатирало класична злоупотреба. Ама немало, значи, врз основа на информација добиена од одреден информатор, некој вработен во таа агенција составил белешка, така. И во таа е наведено тоа што е наведено. И од тоа... Велиме законски нема пречка тоа да се случи, така. Дали има законски пречка, ќе констатираат обвинителите... сега клучното... Само дозволете. Дали законски има пречка, ќе констатира обвинителството, ако навистина допрел гласот таму, и потоа, ако има случај, судот. Да, клучното прашање е дали врз основа на таа дали имале информација... право мене врз основа на таа белешка, потоа да ме покриваат, како што они стручно велат или следат, тоа е друга тема. Ама не ве покривале. Па не би рекол. Не би рекол. Се е завршено на тој тип на информирање од информатор. Таа информација и таа белешка и врз основа на процедурата на таа агенција се бара алиби за да може институционално да бидам покриван. Без разлика дали е тоа физички или... Сега големото прашање е дали тоа се случувало или не се случувало, а станува збор за информатори на таа служба кои што практично нашле начин како да ви се доближат вас. Па не знам некој цилиндар таму, не знам јас кои се тие. Сега некој вела дека кажувајќи ги цилиндар и џокер практично сте откриле две важни позиции на службата. Па сега дали сум открил или не сум открил, тоа значи дека не биле толку важни. Чим тие дале таква информација дека јас финансирам и инспирирам вооружена терористичка група која што е опасност по државниот поредок и уставот. Ќе оставеле ли трага, еве ова најздраворазумски, ќе оставеле ли трага да било нешто надвор од процедурите и законски? Па не може без тоа да биде документирано да бидам јас покриван физички. Мора да има трага, инаку како јас би бил покриван? Како, на кој начин јас би бил покриван? Ама ако не било законски, велам, дали ќе оставеле трага? Што е разликата помеѓу злоупотреба на државните ресурси и прислушкување и физичко покривање, исто така со злоупотреба на државните ресурси? Председател на најголема политичка партија во опозиција во тој момент. Што е разликата? Нема разлика. За ова луѓе затвор се. За ова луѓе се во затвор. Некако мене ми се многу растегливи тие теми, во која смисла, да речеме. Се сметало од секојаш дека една од стратешките цели на оваа држава е да стане членка на НАТО.
за да станеше членка на НАТО, требаше да се реши прашањето за името со Грција. Се склучи Преспанскиот договор. ВМРО ДПМН под ваше водство беше против усвојување на уставните измени во парламентот. Де факто против реализирање на стратешката цел на оваа земја да стане членка на НАТО. Ако одиме пошироко, против стратешкиот интерес на некој што го нарекуваме стратешки партнер. Дали по таа основа некој можел да речеме да ве следи? Ја почитувам. Не, сакам да кажам колку се растегливи некои работи. Оваа логика ваша ја почитувам и во рамките на таа сега ќе дадам една логика. Слична на оваа. Тоа е исто како следново. Беласица го победи Вардар, бидејќи Вардар ја победи Црвена звезда, а Црвена звезда го победи Милан или Бајер Минхен и стана европски шампион, значи Беласица е европски шампион. Отприлика вака му доаѓа оваа логика сега вие што ми кажувате. Прво, никогаш не било тоа формален услов решавањето на спорот со името со Грција. Самитски заклучок е тоа. Дека ќе станеме членка, односно ќе добиеме покана, кога ќе се реши прашањето за името. Стана, тоа сакам да кажам. Стана. Како стана, знаете? 2008 после самитот во Букурешт. Да, зошто? Затоа што од 2006 до 2008 некој реши да го прави тоа што го правеше и од направи од готово ревесија. Да не се враќаме назад, ние од 2006 до 2008 не преговараме. Со Грција преговараме уште пред да станеме членка на Обединетите нации. 2005 станавме кандидати за ЕУ под поранешни Југословенска република Македонија. Ке станавме членка и на НАТО под привременото име да не се случува некои работи што се случува меѓу 2006 и 2008. Тоа го знае. Јас Добро. Не знам што го се случувало, вие сега. имате повеќе информации што се случувало по 2006 и 2008, но се мојата применуваше автопат, се применуваше аеродром, се стави Александар Македонски на главниот плоштад, се става статуи пред влада. Не верувам дека е тоа така, затоа што во 2008 година дека дојде тогаш претседателот Буш и најави членство на тогашната поранешна Југословенска република Македонија заедно со Хрватска и Албанија, но да не се навраќаме. Поентата ми беше дека 2008 стана, претходно не беше услов ова што вие го кажувате. Формален услов. Стана. Второ, народот јасно кажа што мисли за договорот кој што тогаш беше на маса. Трето, нормално беше она тегнење пратеници во рамките на парламентот да гласаат тогаш за приведување под тоа е во рамките на духот на НАТО, алијансата и европските вредности. Да го поддржате. Четврто, вие немаше тоа да се случи. Точно, да бевме вклучени и да најдовме подобар договор, а не таков како што најавме. Четврто, прашањето не беше за применувањето на името за НАТО, туку беше и за ЕУ. Каде сме сега со ЕУ? Сега јас и вие разговараме за таа тема, а не треба да разговараме, требаше веќе да сме членка во ЕУ, бидејќи мене таа 2018 година, некои од тие европски политичари ми велеа дека пошто сме фронтранери, за 4-5 години ќе бидеме членка на Европската унија, поминаа тие 5 години минатата година. Каде сме ние? Уште сме во ходник. Апсолутно во право и затоа е Франција најмногу виновна. Не знам јас кој е виновен. Не е Франција виновна. Виновни се овие кои што претходно ја водеа македонската влада, што прифаќаа све што ќе им биде ставено на маса, мислејќи дека на тој начин криминалот и расторањето дома ќе им бидат простени. Не е тоа така. А оваа логика Беласица го победи Вардар, Вардар Звезда е шампион европски, па Беласица европски шампион, простете не ја прифаќам. Добро. За жал истече времето. Јас сакав уште за многу теми да разговараме, но ќе имаме, се разбира. Ви благодарам што сте отворени и што должна почитна Беласица. Знам дека сигурно ви омилен клуб бидејќи сте и вие струмиченец по потек. Да, своевремено ја следев. Многу инспиративни играчи, морам да признам. Излегоа од таму и добри играчи. Имавте ли шанса да видите нешто од ракометот деновиве? Имав. Да. И се радувавме на прекрасните резултати. Да, се чини дека оваа нова генерација фаќа ред и дека на следните првенства ќе биде уште подобро. Ќе носат победи за Македонија. Ви благодарам што сте подготвен да се изложите себе си на непријатни прашања и се надам дека така и ќе остане. Апсолутно. Благодарам уште еднаш. До крај новата саботажа пријатно од мене до четврток.
Воодушевувањето од устоличувањето на Трамп се чини дека помалку спласнува, особено кај оние кои се надева на ставање печат врз новиот светски поредок, а не дека уште од прва ќе ги вознемирува и директно ќе им пркоси на протагонистите. Леле, што сега? Сега Дојче веле пред 23 минути. Трамп размислува за нови санкции против Русија. А човекот малку забегува со тие санкции, знае дека сите санкции против Русија не успеа и ако ги воведе, ќе биде Бајден ту. А ту знаеш што е, не? 2. Веројатно нема да биде како неговиот претходник, бидејќи од доверливи извори се дознава дека за баланс за другата страна се задолжени децата на Трамп. Дури има и сведоци за тоа што најмалиот од нив муабетел со украинскиот претседател. Уште на победата, вечета на победата на Трамп, неговото синче, овој што е 3 метра висок, барон, што му порача на Зеленски, дека нема беспари джепарац. Ама за тоа има бесплатни совети, ги нудат сите, особено само прокламираните суверенисти кои се малку разочарани од првите потези, па сугерираат кои всушност треба да бидат приоритетите во неговата агенда. Големата бара не може да биде исушена без да се земе предвид нивната концепција. Ако Трамп сака да расчисти со длабоката држава или со мочулиштето, прво треба да се справи со FBI, со Пентагон, фармакомафијата, индустријата за храна. Секој си е со своји желби и со своја математика, како и милиардерите кои го обкружија и покажаа благонаклоност. Но според некои сознанија, тие не биле околу Трамп поради бизнис интереси, туку биле мотивирани од љубов. Па барем еден од нив, Доналд, го користел како стројник. Бине ме зачуди што ниеден европски не го видовме од лидери. Кој беше од европски Мелони. лидери? Италијанка. Италијанка мора да му ја намести на ело. Значи, италијанката- Спанџат, тој Добро, ќе и он е направише 3 десничарово. И ние сме за малку љубов, ама без никакви последици. Во таа смисла, немаме никакви специфични барања. Ама можеме барем да се насладуваме на туѓата мака. Оти сме во предност пред сите оние кои имаат проблеми со трговскиот биланс и им се закануваат високи царини. Ние, јас проверував, имаме дефицит со Америка, тука барем сме Добро, тука барем сме сигурни. Сега тоа е Македонија, речеме Бугарија има суфицит, што е интересна работа. Може Навистина? Да. Можно Ова е чудна информација. Можно е Бугарија на пример да биде погодена и директно и индиректно. И на крајот, зошто за нас е добар Трамп? Развоел се таткото и керката му мавала мувите. И он таткото викал, керко, не ми ги мавај мувите, овие се најадени, ќе дојдат други, ќе ни изедат. Еве и овие исто прават политичарите и за тој нека биде овај Трамп, зашто он знае ситуацијата се за Македонија, колку пати има, колку не примат во Европска Унија, колку ни е тешко, колку имамо проблеми. Трамп сигурно знае за нас и нашите маки и може да помогне. Ама што да правиме со мувите? Кај нас, тие се не наси.